Вие сметате дека надзорната расправа ќе ги даде одговорите во однос на политичката одговорност, да кажеме, да, и да. Сметате дека треба да се одржи? Да, тоа е како што е дадено. Политичка одговорност само може да детектира и да одреди. Мислам дека собранието мора да се издвои во овој момент, дека е еден од столбовите на демократијата и на општеството и да покаже една проактивност која што за жал во овој момент ја нема. Да, и реално после трагедијата пратениците си зедоа уште 2 недели колективен одмор, што беа исто единствената работа ја што ја коментирав, реков, навистина не за мене неразбирливо, тие според мене, сега јас себе со 14 годишно искуство, што би кажал, што би тие требаше да одржат седница уште во понеделникот, да има минута молчење, да символички, што ништо не може да надокнади, по една плата да дадат во фондот за кочани и да задолжат координаторите на пратеничните групи да направат работни тела за законите измените што треба да се направат. Јавноста ќе беше пораката заедништво, единство, смирувачка, во секој случај ќе беше нешто што мораше да се случи. Тој страв, ама не може. Јас да ве потсетам, јас често го давам овој пример и досаден сум во моето друштво, кој ќе кажа доста вие старите зборувате. Кога се случи еден од првите терористички напади во една дискотека во Париз. И другиот ден имаше собрание. И едно од ова друштво вика, а овие сите, и почнува со химната. Ја пее. И вика, ама овие сите се со бели коси, па политиката е сериозна работа сепак. Така. Да. Таму се така, со бели коси, таму сите, вика, овие сите така. Тоа беше впечатокот. Таму не се за еднократна употреба. И таа порака кога нема кога сте функционер не може да бидете збунет. Да, тоа сакам да прашам, дали може пратеник да е збунет? Ја носите тежината на беше толку трајно, јас се согласувам. Уште. Меѓутоа, наредниот ден веднаш, ја мислам дека не се знаеше дека тоа можеби ќе беше протолкувано ако вака беше поставено со минута Сакам да дадам еден друг лош пример, трагичен пример. Трагичниот пат на авионот на писателот Трајковски. Да. Значи од истиот минут имаше еден тек на настани во кој што никој немаше дилема што треба да направи, немаше никаква партиска калкулација, се влезе во една човечка димензија. И тоа е затоа викам, сите ние ја делиме нивната болка, таа човечка сочувство да го изразуваме, ја делиме болката, но сега треба заедничка таа болка да ја пренесеме во барањето на заедничка одговорност кон решавање на обврската, да одговорноста ги даде неселективно, ефикасно, разумните пораки кои што бидејќи не може ова да оди до недоглед, мора да има завршница и да се испрати една. Тоа го очекува уште 2 месеца најдоцна ќе се заврши, бидејќи се уште одзвонува во мојата глава навистина советничката од Кочани говорот, тоа е навистина нешто што ни треба. Да бидам искрен, председателот на владата, господинот Мицковски, во своето обраќање во неделата, во првиот дел мислев дека оди во тој правец. За жал, потоа вие сметате дека треба да има оставка? Мислам дека и од како го алоцирате одговорноста? Премиерот и тој требаше да ја понесе одговорноста. Неговиот говор беше таков. Неговиот говор беше таков. Ки испратеше една порака на одговорност, различност од она до сега, зона се она што се зборувал кога бил во опозиција за трагичните настани во модуларната болница или со Дурмотурс или Беса Травел, како што се случија, и практично неговиот обраќање беше такво на заедничка, ми треба поддршка да се справиме, јас верувам тогаш да поднесеш оставка, ќе имаше една чиста ситуација во кој што тој ќе го преземеше товарот на одговорноста, ќе завршеа сите, да речеме, дебати и препукувања и ќе се оставеше истражителскиот тим, обвинителството да си ја тера работата, а изборите се сосема нешто друго. Може да ве прашам нешто конкретно. Дали сметате дека јавното обвинителство тогаш ќе одеше во една ваква широка акција?
Поготово што над глава на јавниот обвинител висеше разрешување да бидеме отворени до крај. Ама добро, тогаш е лошо пак ако тоа значи дека тој работи. Не работи против. Ние на нас не се измешани. Измешани ни се работи. Меѓутоа, ако владата поднесеше оставка, јас сум повеќе од 100% сигурна дека истрагите и за овој случај кој што не само што длабоко го потресе Кочанскиот регион, цела Македонија и се уште нас не тресе како луѓе. За жал, ќе завршеше како Бесатранс, ќе завршеше како модуларната болница и така. Тоа не е гаранција дека и сега ќе заврши. Сметате вие дека требаше да поднесат оставки? Бејќи опозицијата не сметам, знаете од која причина? Во една нормална демократска држава, каде што се функционира, секој да ги врши своите работи за кои што е задолжен, веројатно да. Ја верувам дека тогаш и Мицковски ќе поднесеше оставка. Рейтингот на ВМРО воопшто не е лош, ако направите и погледнете анкетите, тоа воопшто немаше нему или на партијата, сега веќе зборувам од другата страна, да му наштети. Меѓутоа, дали делот на напротив ќе му донесеше. Да, меѓутоа, јас се плашам, и тоа многу сериозно, дека доколку тоа се направеше, дека целокупниот процес на истражувањето во јавното обвинителство ќе траеше до сега и ќе ги опфатеше сите овие моменти што се опфатени сега. Затоа што ќе влезевме во процес на избори и сето тоа ќе се не мораше да влеземе во процес на избори, но мислам дека проработе кај сите таа една човечка димензија која што за жал во една поделеност во која што сме во општеството, мислам дека сите обвинители се свесни за да, меѓутоа и во модуларната болница изгореа 14 луѓе, да не заборавиме. Дали се албанци, македонци, роми, воопшто не е важно. Тоа беа луѓе чии што семејства и ден денеска тагуваат. Јас мислам дека еден од причините за лошиот резултат на СДСМ е тоа. Веројатно и Бесатранс. Не превземањето одговорност. Дали сметате дека бидејќи постојано и овие случаи се споменуваат дека е потребно да го видат лицето на правдата? Ако има нови материјални докази, затоа што тоа е тоа, ако се појават нови материјални докази, инаку ние ќе влеземе во недоглед од отварање на нови постапки. Ако се појават нови материјални докази, тогаш со право јавното обвинителство може да си ги отвори процесот. Ако не се однесат нови докази материјални, тогаш тоа нема правда. Треба ли да се прави ревизија на сите овие постојано, бидејќи еден од аргументите што постојано го кажуваат, да кажеме, владините функционери или пак пратениците од владеачкото мнозинство е дека окей, еве ќе разговараме и за трагедијата во Кочани, меѓутоа ајде да зборуваме и за модуларната, за Бесатранс, Ласкарци. Јас мислам дека јас не сум во органите на партијата, но мислам дека Социјалдемократскиот сојуз упати порака дека нема проблем. Пред некој ден слушав и овде од функционери на Социјалдемократскиот сојуз дека немаат проблем да бидат вклучени и други случаеви кои што се влечат во јавноста. Но некако сакам да живееме во едно, да зборуваме за ова сега што е, за како да се реши нешто, еден проблем, како да зборуваме за иднината. Како до подобар систем држава и општество. Иначе како да го изградиме тој систем? Вие така правевте, еве и ние можеме. Да, тоа е уморни се граѓани, тоа етикетирање или покажување со прст, ама што значи тоа вие тоа значи дека вие се тоа треба да направите. Напротив, не, треба да се променат работите, за тоа се изборите, затоа се добива шанса на избори, затоа очекувањата се премногу биле големи или тоа треба да се тоа може да го правите во првите месеци, не може сега после година дена вие пак да се враќате назад да се решават работите. Не, сега граѓаните бараат решенија за проблемите. Система, јас тоа викам, нас не ни треба ресетирање, зашто кога ќе ресетирате, еве од компјутерски аспект, истите луѓе ќе се појават. Истиот систем ќе биде, само се ресетира, ви се загледа нешто Windows-от, па ќе го ресетирате. Нас не треба форматирање. Значи ни треба еден нов пристап. Тоа е подобар израз од компјутерски јазик. Значи системот ние треба да го поставиме на такви основи да не зависи од јавувања потранспарентен. Ако еве кажувам пример, ако вас барањето одите на веб страницата на Министерството за економија и гледате дека фирмата А дала барање и гледате дека таа дали ги исполни условите, од кое министерство ги добива потврдите и тоа све го гледате дека таа има валидна лиценца. Јас тоа викам именјачке моја керката Јана, оди у тоа, можеш да одиш таму или не можеш да одиш таму. Значи ако зборуваме за дигитализација, да зборуваме нешто што ни треба, не за некои такви
Сега кога зборуваме за оно што го спомена и господинот Макрадули, постојано од тука се обидувам да ги поставам прашањата, особено што вие сте и секако сериозни општествени ченители и со добар политички багаж и искуство зад вас. Колку фактички оваа трагедија треба да е тригер момент за ова што го споменавме, секој од нас да се обиде во својата сфера да е подобар, бидејќи постојано споменувам дека сите зборуваме за системот, меѓутоа сите сме дел од тој систем. Имаше повици и еве иницијатива за обединување, бидејќи де факто најмногу луѓето се исто расслоени од политички аспект, за некакво национално помирување, особено се седна на маса Филипче и Мицкоски. Резултатите за сега не ги гледаме де факто, меѓутоа ќе видиме на подолг рок. Дали сметате дека ова можеби треба да биде пракса една на лидерите на власта и опозицијата за некаков општествен консензус и решавање на оние најважни национални прашања, вклучително и секако што по трагедијата во Кочани, или ова ќе биде само една епизода како изминативе сите други, па ништо нема да се промени? Па мислам дека дали ова добар рецепт за можеби некакво? Тоа е единствен рецепт. А тоа е, не зборувам само две партии, туку сите партии да работат на заеднички горливи теми. Ако немаме јасна слика за планот за раст и развој, и имаме јасна бројка на закони кои што, да речеме, до јуни треба да се донесат, тогаш ајде да дадеме приоритет. А сите се од сферата на правосудството, на владењето на правото, ајде да се потрудиме сите како обврска кон граѓаните да им испорачаме квалитетни законски решенија, поддржани од сите чинители кои што се во овој момент на политичката сцена во собранието зборува. Зошто тоа да не биде пракса? Јас да не делувам премногу патетично, се сеќавам кога во собрание како координатор на пратеничката група го замолив тогашниот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски да биде дел од апликацијата кон за нашето членство во ЕУ, дека и опозицијата треба, искајството од Хрватска зборува дека преговарачкиот тим го води некој од опозицијата. Кај нас се договоривме во измените на деловникот во минатото на телото на европското тело во собранието да биде опозицијата да го води. Значи тоа што е природна работа, ги гледам пратениците се сликаат кои ќе одат на молитвениот појадок од разни места, ама тоа е измислен молитвениот појадок како заеднички договор меѓу демократи, републиканец, конгресмен, зашто не ќе ле очи да се видат. Значи во тоа градење на едни поинакви односи. Граѓаните, реков, се уморни од тие препукувања во собранието, вие вака, вие онака, па и со навредителни зборови. А и нивото на политичка култура е паднато, ќе се согласите. Кога ќе седнат, кога граѓаните ќе видат дека заради таа агенда се носат закони заеднички, со заеднички консензус, тогаш се релаксира ситуацијата, се забораваат етикетирањата и тогаш има една поинаква перспектива и мислам дека треба да се поработи на тоа. Реков, не ги разбирам овие соопштенија од ВМРО-ДПМН, еве са деновивен или за тоа, за визата златна или сребрена, каква е. Што помага се тоа? Нели треба заеднички да се седне, мислам, не, навистина. Добро, ако гледате така и обратно, и обратно, тоа кажу. И она што мене еве да поврзам и со ова ми смета што тоа етикетирање се направи кон една група на млади луѓе кои што беа дел од ова протестите кој е следен. Вие ги етикетирате по презимето луѓето. Значи, ви имате 23-4-5 годишно дете кој што го етикетирате зашто се презивал на некој начин. Предпоставувам мислите на синот на господин Бучковски. Да, ама зошто? Значи, нема перспектива. Тој не треба да живее овде. Ќерка ми не треба да живее овде, да се иселиме. Каков однос граѓани? Зошто не може некој млад човек, зошто му прават поврзано со таа организација, зошто не им дадеме шанса на младите да се докажат дека тие може и поинаку да видат поинакви од нас. Не сме успеале ние, таа е нашата одговорност на сите.
таа поларизација што се случила во овие години, не зависи нити од ова, нити од се градела со години за жал, и тоа раслување некои повеќе или помалку партии го правеле тоа. Ама да сакаме да им дадеме шанса на младите, мислам дека треба и да ги заштитиме како индивидуи така да тераат. Ке се согласите ли, господин Марковска? И да и не. Прво, нема да се согласам во делот на лидерските средби, затоа што сум ужасен противник на тоа да се собираат лидери, без оглед што настанот може би беше таков да се соберат. Во принцип, нас лидерските средби не ни досад ништо ново, туку на нив се гледа како на теорија и на заговор. Второ, не беше добро да не се направи можност за средба и со лидерите кои што се во позиција и опозиција. Имаше повик до сите, да не бидат со двајца. Затоа што вакви моноетнички собири носат кај другата страна поени на жртви, а во македонското политичко тело, особено на избори, жртвите добиваат поени на избори. Да, но за волја на вистината, повикот беше упатен до сите партии, дуи еве конкретно да кажеме го одбија. Значи, повеќе сум поборник на тоа, бидејќи нашата држава е парламентарна демократија, да се повика и лидерите на партиите, и парламентарните групи кои што ќе се изберат своји представници и да тоа биде одржано во пратеничкиот клуб како една сериозна расправа за тоа кои се нашите црвени линии и која е нашата стратегија за правење на одредени тела, кои што ќе треба, условно речено, формирање на комитет, кој што ќе треба да биде, да ги почне, ако ги почнеме преговорите, кој што ќе преговара со Европската Унија. Таму секогаш членувале експерти. Меѓутоа, проблем е што кај нас, ако некој, дури да се експерт во вашата област, ако имате звезда и ве предложи ВМРО ДПМН, вие станувате експертот на ВМРО ДПМН без оглед што може да имате ваши резултати. Кај нас таа поделеност е до безсвес. Луѓето не може да се бават со своите работи, дури да бидат уплашени ако некоја партија ги предложи, заради тоа што ќе бидат ставени во тој табор. Што се однесува до овој втор дел, зборувавме за децата. Не сум за тоа да ги етикетираме децата, ама да не заборавиме, и за тоа исто така, дека во нашето општество децата на поедини функционери, јас сум била функционер, беа децата кои имаа најдобри оценки на факултет, беа децата кои што добиваа најбрзо дипломи и беа сите 10. Беа децата кои добиваа асистентски места веднаш заради тоа што по основно оценките беа најдобри, добиваа најдобри места. Така да не е етикетирањето само во лош дел, етикетирањето е и во добриот дел и поучениот тој добар дел во услов да добивате бенефити таму кај што не ги заслужувате, кај младите има една голема разочараност. Зошто? Заради тоа што вика вака, дали мојата керка која што заврши медицински факултет со 8,5 просек, која што заврши приватна специјализација, сега не треба да биде примена на овој избор заради тоа што е моја керка и што има таков татко како што има. Сигурно не, ама тоа нема да го доживее таа и таа вика, па ти си ми пречка во животот. Апсолутно со право. Апсолутно со право. Како што ќе и бев не пречка, ако сакав да постигне нешто мимо нејзиниот успех, да добие повисоко место, тогаш немаше да и бидам пречка, ама можеби такво какво што е воспитано девојчето ќе кажеше, па тоа не е мој успех, зависи од домашното воспитување. Значи дека децата треба да ги воспитуваме, да ги надградуваат своите успеси и тие да бидат лични. Нивните презимиња ниту треба да им бидат бенефит, ниту треба да им бидат лоша страна. Бидејќи имаме деца да бидат за волја на вистината, кои што се одлични експерти во својата област, кои што не треба да се откажат од своите родители само заради тоа што имаат славни презимиња или нивните родители биле на позиција. Меѓутоа, за жал, имаме и обратен случај и овој случај токму тоа го кажа. Добра. Сега во овој контекст господине Макрадоли, бидејќи ги споменавме лидерите, на некаков начин додека јавноста што споменавме во шок и се уште преокупирана со ова, од друга страна се чини се подготвуваат партиите, односно теренот пополека ги споменавте и вие, локалните избори. Колку фактички овие локални избори ќе бидат првиот тест генерално за владата? И од друга страна ќе го спојам како, бидејќи, еве, вие сте секако искусен и социјалдемократ, го оценувате лидерството моментално на Венко Филипче? Дали сметате дека може да ја застане повторно СДСМ на здрави политички нозе како што беше во минатото? Па јас во овој момент припаѓам на една мала група, можеби во јавноста, кој што мисли дека нема да се случат само локални, туку ќе се случат и предвремени парламентарни избори, можеби грешам, ќе видиме. Зашто сметате така?
Па овие превирања кои што се во овој момент во владата, повреди, мислите? Да, па во владата, бидејќи пред дали ќе се пресликаат во владата. Бидејќи пред некое време и представници на ВМРО ДПМН и дел од владата од знам партијата си поделија условно кажано негативни комплименти, така да не ситуацијата на теренот таква, мислам не е за фалење состојбата во државата и мислам дека разврската ќе ја побара ВМРО ДПМН во предвремени парламентарни избори. Но што Мицкоски би го правил тоа? Има стабилно мнозинство во собранието, има комотна позиција. Ако сега се случат предвремени парламентарни избори, тогаш следните избори, сите председателски, локални и парламентарни би биле после 4 години. Тоа би било прв случај кога би имала една влада 4 годишен чист мандат без да ги заради законите во државата за спречување на корупција. Вие сега ако се распишат изборите, нели се знае кои активности може да се прават, кои активности не може да се прават, дали може да некои јавни набавки да ги правите и така натаму, или инвестиции, или отварање на патишта и така натаму, така да практично ќе бидат засечени, врзани рацете, пардон. Второ, овие 2 дена гледам поприлично многу огласи во јавниот печат. Само УЈП прима 20, има распишан оглас за 21 човек, Министерството за енергетика има 6 извршители. Тоа ми остави в печаток, има и други министерства. Очигледно се подготвува теренот. Тоа се сигналите за жал во Македонија со јавните огласи ако пред избори. Да се случи трагедијата, владата распиша еден повик за приватно обезбедување на владини објекти. Тоа преведено во наш јазик значи оние што ќе бидат активни на терени за време на кампањите и митинзите и распиша повик за систем за озвучување преведено на наш јазик, тоа значи дека тие што ќе прават медиумскиот дел од кампањата, инфраструктурата. Значи се подготвува една, да се изразам со изразот, да го потребам изразот на премиерот, робусна акција на локалните избори, тоа им беше целта пред трагедијата во Кочани, да целата поддршка што имаше од премиерот вреди, и ВМРО ДПМН додат на уништување на опозицијата. Она што мене ми смета е дека и реториката е таква да јас сум сега власт, јас имам 500.000 гласа, јас можам да правам што сакам. Не. Треба да се прави нешто што е добро за сите граѓани. Добро, претпоставувам од власта ќе ви кажат дека не е ова веројатно сценарио, но еве нека стои видеозапис, времето ќе покаже. Тежината на одбраната што ја превзеде премиерот Мицковски за сите функционери после трагедијата, тој ја како ќе се одвива времето, заради ако не покажат неселективност, тогаш ќе се зголемува тој притисок. Од друга страна имате една ситуација која што тој ми ја даде шансата на вреди, бидејќи тие имаа некоја улога, не идеолошки иста, но имаа противник еден заеднички, но тие ја злоупотребија, да кажем, и сега тоа ќе создаде на нервоза внатре во владината коалиција и сега ќе треба да се бара некој решение. Дали ќе се реши некој за реконструкција, дали ќе се реши, оти сега се овие само 2 дена како ова е одлука на господинот Таравари, тоа ќе се ќе се развива, како ќе оди, ќе се допрва. Но само уште во оној дел ќе мене тоа ме секира и тоа па ќе се вратам на Социјалдемократскиот сојуз. Значи ми смета тоа што наместо да гледаме перспективата, ние гледаме кој ќе има повеќе советник, па за дали тој ќе гласа, за реков, парафразирам, за една чешма или за тротоар, кај што гледаме 10 владини министри со дотерани, со кравати, со све, одат на отварање на тротоар. Тоа сите го правеле и до сега. Ама тоа не викам дека е добро. Тоа не е добро, не дава резултат. Ама не дава тоа, мислам дека сега мислам дека се промена сега со социјалните мрежи, со поголемата едукација на граѓаните. Потешко некои работи се сварат, отколку
порано како што беше и полесно не се гол да така работите, затоа има една нервоза. Она што Социјалдемократскиот сојуз треба да го представи е чиста платформа за да и програма како да се добиват гласови, да не биде само со критика на она што се случува. Граѓаните се свесни дали работи тоа, да цените какви се. Еве гледаме денеска има информација, не знам дали е навистина точна, дел од министерствата не добиле плата, а поминат е 15 кога УЈП треба да ги казни. Тоа што државните не потврдена, затоа викам се оградувам ако не е точна. Но тоа е, граѓаните го знаат. Треба понуда. Треба понуда со идеи како да се развиват државата преку развојот на општините. Значи, како на општините да им се даде една шанса во процесот на децентрализација со поголеми приходи, со поголем процент издвојување од ДДВ-то, да може реално да ги реализираат проектите. Бидејќи владата мислеше ќе го земи кредитот од 1 милиарда евра и тој чаробно ќе го преслика во општините. За жал, дел од општините имаат мал административен капацитет за да може сето тоа да го обработат како тендер, како повик, па сето тоа да го реализираат. Вие имате општини со по 7 вработени, со по 10 вработени, од кои што двајца се возачи, едниот на претходниот градоначалник, другиот е на сегашниот градоначалник, кои што не може да го имплементираат сето тоа. Значи мора со една јасна визија како ќе се развиваат општините, особено градот Скопје, како еден символ на неуспехот на ВМРО ДПМН со својот кандидат, да може да се даде една перспектива, и затоа апелирам да повеќе се работи не само и на програмата, туку и на кадровската понуда, бидејќи луѓето го прават системот. Ако се враќате именно на. Да, само уште едно потпрашање ќе дадам збор на госпоѓа Марковска. Како ви изгледа оваа бројка апропо случувањата во СДСМ? Од 18.000 гласови што Филипче ја доби последно на внатре-партиските избори за лидер. Сметате да е поголема од предпоследните, меѓутоа дали сметате дека ова е добра бројка на партиска база со доверба врз раководство и лидер за да се издействуваат, да кажам, подобра позиција на локалните избори? Па Социјалдемократскиот сојуз е ретка партија која што председател, односно единствена партија која што председател го бира на непосредни избори, така да ако сакаме бројчано да ги споредуваме, вие на еден конгрес на ВМРО ДПМН, да речеме 536 делегати ќе гласаат. И за тоа споредено со 18.000 е минорна бројка. Не е во бројката. Значи тој концепт, јас мислам дека заради статутот требаше и предходно пред првиот избор да се направи една измена на статутот за да не дојде до ова изборен во декември, за 2-3 месеци избори, тоа мислам беше крајно непотребно. Бројките не мислам дека се толку битни колку што мислам дека треба да се работи на ангажманот, на платформата и на кадровскиот избор на кандидатите. Апелирам доколку вие барате инклузивност во општеството и да бидете вклучени во процесите на заеднички носење на закони, мислам дека тоа треба да го применувате и внатре во партијата. Господја Марковска, што според вас ќе биде пресудно во однос на настапот, да кажеме, и на власта и на опозицијата, а за контото на локалните избори, особено ако се има предвид моментот што сега го спомнавме, околу овие превирања во коалицијскиот партнер вреди. Може би за дел од јавноста се занемарувачки, но де факто допрва ќе се види што со улогата на Таравари, откако веќе јасно е дека пукна тиквата таму. Колку очекувате воопшто ова да ја потресе владината коалиција, или сметате дека има шанса да се испеглаат разликите па да се стишат гласните, да кажеме, што може би од друга страна ќе наштети генерално на позицијата на владата? Моето размислување е, за жал, трагедијата во Кочани ќе биде шлагворт на изборите, односно нејзината разрешница. Доколку разрешницата, и покрај тоа што тоа не е владина политика, тоа е политика на јавното обвинителство, ама мораше некој да биде кој што ќе каже на јавното обвинителство: имате разрешени раци и работите што сакате во делот на истрагата. И јас мислам дека тоа е направено. И дека премиерот Мицковски нема да си ја даде таа слобода да има селективен пристап, особено ако чекува дека изборите се во октомври и дека за тоа ќе има жесток притисок, заради тоа што не само зборуваме од опозицијата. Опозицијата тука
тука е небитна работа. Таа постојано ќе напаѓа и тоа е работа. Зборуваме за тоа што ќе сватат граѓаните од базата, во кој што вие не ги делите на луѓе подигнати од функционери или деца од едниот или од другиот табор. Тоа се сите наши луѓе, наши деца, сите семејства и еден голем непребол. Така да нема да биде искористена, ама нејзината разрешница ќе има силно мотивацијско дејство за тоа како ќе бидат изборите. И дека господинот Мицковски тука не е комотен и токму мислам дека заради тоа истрагата е толку расширена, обсежна и мислам дека до крај ќе се истурка. Тоа е моје мислење. Дали вие сметате она што го спомена господинот Макрадули дека со локалните може да очекуваме и предвремени или Видете, секогаш е можно се, меѓутоа, она што за мене, барем како политичар, многу е убаво кога наспроти мене, с вас имате човек со кој што знаете за што разговарате, кој што има макар и најрадикални барања. Може би ќе се најдете, може би нема да се најдете и на крајот ќе се поздравите и ќе кажете ние не можеме да имаме заеднички јазик. Многу е лошо кога имате наспроти вас коалицијски партнер кој што едно ви зборува, друго прави, трето мисли. Како го оценувате во тој контекст потегот на Таравари? Кој добива, а кој губи? И од друга страна одговорот што лидерите на Вредиеве вчера му го дадат. Само вака да ви кажам, па јас мислам, не знам, меѓутоа мислам дека тоа е почеток на крајот на една политичка кариера. Заради тоа што основно нешто врз основа на кое што се формираше ВЛЕН беше борбата за постоење на вистински фактор меѓу албанскиот електорат. Дуи беше тоа со години и беше крајно време да некој со здружени сили застане и каже стоп на коруптивните политики, да иако не се сите корупцивни таму и таму има многу способни луѓе. Да се разбереме, барем така јас ценам во тој дел. Меѓутоа, за жал, корупцијата некој од нив ги симна на најниските грани и сега мислам дека се уште не се добро справуваат во нивната опозицијска улога. Она што барем јас немам инсайдерски информации, нели не сум активен дел на политиката. Меѓутоа, она што го зборуваат коалиционите партнери внатре во ВЛЕН е дека излегувањето на Таравари не се случи сега, се случи по договорот со господинот Али Ахмети. Не можете вие да очекувате од човекот со кој што вие бевте во коалиција, да не заборавиме дека господинот Таравари беше во таа коалиција, дека излезе, дека се придружи кон ова и дека сега едно тело за кое што јас лично очекував, дека ќе биде кохезионо и споено на изборите, не заради друго, туку за да се хомогенизира албанскиот електорат. Да, интенцијата на почетокот на самите парламентарни избори. Сега вие одеднаш имате човек кој што оди на другата страна и мислам дека сосема е во ред она што го кажа господинот Изет Иџити, ние не го исклучивме, тој самиот се исклучи. Лоши се прогнозите дека вие велите ние имаме се уште отворени врати. Знаете што ќе се случи? Да во случај на постоење на посебни советнички листи на крајот победник на изборите ќе биде Дуи, затоа што опозицијата е секогаш сплотена за разлика на партиите од власт. И ако тогаш се случи да Дуи ги добие изборите, без оглед на тоа тука кадровскиот потенцијал на луѓето, на локални избори е поважен од платформите. Се согласувам со тоа, затоа што на локалните избори не гласаат само партиски ориентирани луѓе, гласаат ваши роднини, комши, пријатели, сите оние кои што се понудени на листата за градоначалници и на листите за одборници, односно советници, кои што не мора да бидат секогаш партиски луѓе. Тоа се луѓе познати во околината, луѓе со авторитет, со дигнитет и луѓе кои што се почитувани во својата средина. Сега, пак повеќе зависи од за каква политика ќе се одлучи кабинетот на господинот Мицковски. Кога вие создавате од некого жртва, а во случајот господинот Таравари игра на таа врата. Вели, мене ме изфрлуваат од ВЛЕН, што не е точно, еве ме изфрлуваат од владата, јас сум автохтониот кој што ќе се бори за политички барања на албанците, вие му ја кревате на изборите политичката цена. И мислам дека така нема да одигра. Да, дел од анализите се дека тој игра на таа карта. Дали сметате дека навистина Арбен Таравари ќе ги врати Дуи, ајде како што да се изразам со зборовите на Изет Меджити вчера што ги кажа на пресконференцијата, од клиничка смрт. И воопшто како го оценувате од политички аспект овој негов потек, бидејќи според многумина е пукање во нога. Ако од една страна се борите да ги симнете Дуи од власт, од друга страна можеби правите терен иако тој јавно негира. Но исто така прашањето е можно ли
Таравари да е надвор од Влен, а да функционира во владата како министар? Можно има посебна пратеничка група. Во Македонија секојаш политиката била интересна работа и никош не било досадно, така да и тоа може да се случи. Но ајде, како јас би го оценил, може би да му дадам дека е прагматичен. Вие, еве, реално, каква е ситуацијата со правата на албанците во овој момент, после изборите? Не каква е него. Кои теми се отворија, значи кога се тргне европската перспектива, владата кога тргне европската перспектива, за жал дојдоа етничките теми. Апсолутно, и секој ден го слушаме тоа преку соопштенијата од Дуи најмногу. Уште, еве, сте граѓанин албанец, кој што сака да гласа, а не е член на ДУИ. Сакам да ги издвојам непартиски. Да. Уште го чекаат законот за правична застапеност. Значи, 9 месеци, одма сукинаме, но 9 месеци, уште секој ден се спрема, па група била, па не била група, значи се чека. Законот за употреба на јазиците е една тема која што е... Но постојано се служи за подгревање меѓу етничките јазици. Ама јас се сложувам. Затоа викам јас. И тие теми кои ќе ги донесете на маса, ако е точно дека она што господинот Таравари го кажа во изјава, дека 70% од граѓаните албанци не се задоволни како функционира, го цитирам него, не ја имам видено анкетата во интервју, тогаш тој е прагматичен и вика мене ова ми штети. Ви имате каква е таа изјава од коалициониот партнер на Мицковски од Влен, од Вреди, кога вика ние сме против Петар Богоевски да биде избран, па на влада што сте правеле? Значи вие сте го избрале. Не е избран, треба. Ама добро, ама тој И не треба да биде избран, ама тие го седат во влада. Значи тие ја носат одговорност, не може вие да кажете па ја не сум. Не си. Не може. Оправдан ли е потегот на Таравари според вас? Јас кажувам, тој е прагматичен, тој ја направил проценката, очигледно, ја направил проценката дали сметате дека ќе му пресуди политички? Не, напротив, мислам дека тој подобра позиција? Да, дека тој ќе има подобра позиција, бидејќи ако има едно незадоволство, тој ќе сака да има гравитациона моќ да го артикулира тоа незадоволство визави Дуи. Но дали ова фер однос према останатите коалициски партнери? Зборуваме за неговиот успех како министер, кој ако еве треба јас, кој што работи 25 години во здравството, го оценувам како неуспешно работење. Зборуваме за случајот за онкологија, зборуваме за случајот кој што после месеци и пол дена недавање на терапија на луѓе кои што последната надеж пред смрт им е да им се даде терапија, повторно се врати на истите добавувачи со кое објаснување. Не зборувам за владата како колективен орган, зборувам за министерот. Па добро, имаме и премиерот го водеше тој Бајрак. Добро, меѓутоа, чија е директната одговорност? Јас, навистина, не сакам, не што не сум експерт, него за чувствителна ми е темата здравството и не би сакал да... Не, ама јас работам таму, ја го чувствувам тоа. Ја го чувствувам тоа. Но очигледно таа различна идеологија која што постои во Вреди и во различните политички партии. Премногу за мене што ми смета премногу големо чекањето некој како што ми сметало Рама што ќе каже на Дуи, ми смета и кога го чекаат Курти што ќе каже, мислам тоа или па и само определување е дел од тоа, така да тоа е нешто што мене меѓутоа да не заборавиме една тема. Секогаш се извинувам. Поентирајте на крај. Значи да, ако нешто има кое што не е важно дали јас се согласувам, не се согласувам. Во темата на албанството сите политички партии на албанците се заедно. Албанството, односно почитување на правата... За жал тоа се сведе, еве гледам и од ВМРО ДПМН. Кој ви е најголем успех овие година дена што го обезвластив не Дуи? Не, што го тргна од власт Дуи на избори. Го тргна регуларно од власт Дуи. Цените повисоки, плати тоа нема, ама изборна дебата. Тоа викам, треба за тоа да се работи повеќе или ми смета ова кој ќе речат нереформираната партија. Ми смета и кога некој од СДСМ ќе етикетира друга партија. Гледајте си го сопствениот двор, секој својот двор, вложи во сопствениот потенцијал, човечки, кадровски, содржински, и потоа на изборите да им понудиме на
на граѓаните избор. Очигледно ќе ни треба уште една дебата. Многу ви благодарам што бевте гостит само вистина. Благодариме на поканата. Да. Ви благодарам и вас, почитувани, за вниманието. Ќе ви посакам убав продолжен викенд и празнични денови. Поздрав.